Време е за нашата утринска тема и за разговорот во кој што и јас и Ивана, а верувам и голем дел од оние кои што се пред ТВ екраните ќе уживаат малку повеќе за јапонската култура, за генерално портфолиото богато на нашата гостинка Андријана Цветковиќ, која што меѓу другото е и првиот амбасадор на Македонија кој што замина во Јапонија. Која година, Андријана, рековте? Тоа е 2014 2014 година. Многу поводи за денешниот разговор, па драго ни е што утрово сте ни тука. Споминавме јас и Ивана, пред известен период се дружевме онлайн да. и споделивме дека првата прилика кога ќе бидете во нашата земја ќе ја искористиме да ве донесеме и во студио. Добре ни дојдовте. И направивме. Добро утро, добро Така е, добро ве најдов и благодарам уште еднашка на поканата да бидам денеска со вас и навистина се радувам што успеавме да го оствариме она што го ветивме пред неколку месеци и се надевам дека разговорот ќе биде интересен. Да, вашето време тука е ограничено ако зборуваме за посета на Македонија, па и во таа агенда не вклучивте и се разбира нас со вашето гостување во утринска на Тилма ова утро, а и кога зборувавме пред да започнеме непосредно во живо со разговорот е дека има многу работи што можеме и сакаме да ги кажеме и треба да ги кажеме, да ги споделиме со нашите гледачи, па да почнеме со ред со она кое што е всушност и поводот за вашето доаѓање во Македонија, а тоа е 30 години дипломатски односи помеѓу Македонија и Јапонија. Така, значи, оваа година имаме многу во јубилеј со Јапонија, 30 години дипломатски односи и при тоа 1994 година во март, 1 март се воспоставени дипломатските односи. Се разбира, ние сме имале дипломатски односи со Јапонија како дел од Југославија, меѓутоа кога сме станале веќе независна држава. Тоа се случува 1994 година, но интересно е она што јапонскиот император, тој сега тој император на некаков начин е пензионер, не е повеќе император, но тој бил во Македонија 1976 година. Нешто кое што многу малку луѓе го знаат, тогаш тој бил принц, бил со принцезата Мичико, подоцна таа беше императорка, а јас кога бев амбасадор, тие беа император и императорка, имав можност да се сретнам со нив многу пати и секогаш има многу убави спомени врска со Македонија, многу топли разговори водевме со нив. Секако, како што знаете, Кензо Танге е еден од ликовите врвен архитект во светски рамки кој што има допринесено за формирање на новиот лик на Скопје и некои многу малку исто луѓе знаат дека господин Кензо Танге кога го прави планот за градот Скопје, тој не е толку познат архитект. Ево му е прв поголем проект во кој што учествуваат и други познати, потоа стануваат познати архитекти, како Исозаки, Курокава Кишо. Јас имав можност да се сретнам со ќерката на Кензо Танге, со ќерката на Курокава Кишо. Тие ми покажуваа слики од нивните родители, па некогаш дел од нив и биле тука во Македонија пристигнале, така да не има многу убави културни врски со Јапонија и еве оваа година на овој убав јубилеј од 30 години, јас сум среќна што подпишавме меморандум за соработка во областа на културата со Јапонија и тоа беше воедно и поводот за моето доаѓање во земјава, имено како што претпоставувам знаете, јас не само што бев првиот амбасадор на Република Македонија во Јапонија од 2014 до 2018, јас исто така во моментов живеам во Јапонија и сум советник на министерот за култура таму, на јапонскиот министер за култура. И на некое мое инсистирање успеав да ги убедам да го свртат погледот повеќе кон нашата убава Македонија, да воспоставиме поблиска соработка и во претходнава година и оваа година се договаравме како да го направиме, во која форма да се продлабочи таа културна соработка и резултатот беше подпишување на меморандум за соработка со Министерството за култура на Македонија. Комесарот за култура господин Шуничи Токура беше во Македонија неодамна, минатата недела, и подпишаа договор заедно со нашиот министер за култура господин Зоран Љутков. И многу се надевам дека ова ќе биде само почеток за продолжување на културната соработка помеѓу двете земји. Апсолутно, 3 децени воопшто не се мала бројка и веруваме и со вашите залагања дека дополнително ќе
ки има добра подлога за таа културна размена на сите овие работи кои што вие ги споделивте. Андријана, дали моментот кога вие станавте амбасадор, прв амбасадор на Македонија во Јапонија, беше и вашата прва посета во Јапонија или и претходно си имавте запознаено со оваа земја? Затоа што веќе долги години сте на тоа тло и можеби вака се различни земји Македонија и Јапонија, но велите имаат и многу сличности. Така. Јапонија и Македонија дефинитивно имаат многу сличности и јас кога станав амбасадор не беше прв пат, впрочем јас веќе 11 години претходно живеев во Јапонија и таму докторирав, отидов прво на специализација, иначе магистрирав на Филмската академија во Софија. По професија сум филмски режисер и научник. Магистрирав во Софија, отидов во Јапонија на специализација. Успеав да се запишам на докторски студии таму. Докторирав на јапонски јазик, го напишав докторатот и го одбранив на јапонски јазик во еден од врвните универзитети во Јапонија, се вика Nihon University. Тој е најстариот и најголемиот приватен универзитет и е најдобриот универзитет можеби и во Азија за уметност. И кога отидов да веќе да бидам амбасадор, јас избрана помеѓу оние 100 лица, не знам дали ви текно имаше некаков конкурс владата 2012-13 избор на лица кои што живеат во странство и кои што би сакале да се вратат во Македонија да дадат свој придонес, така некако по игра на случајности се случи дека јас бидам една од тие личности, со задоволство го прифатив предизвикот да отидам и да бидам прв амбасадор на Република Македонија во Јапонија и при тоа бев и најмладиот амбасадор, затоа што имам само 33 години. Бев најмлад амбасадор, ево тука може да видите на фотографијата, меѓу 169 шефови на мисии. И не само тоа, јас во време на мојот мандат успеав да издействам Јапонија да отвори своја амбасада тука, бидејќи тие нема своја резидентна. 2017 година. Значи, прво претходеше многу засилена дипломатска иницијатива тоа да се случи, бидејќи јапонската влада немаше намера да отвара амбасада веднаш, те не покриваат вина и така не им се брзаше многу да се отвори. Меѓутоа ја успеав од 2016 година да ја основам Јапонско-македонската парламентарна лига, кој што е многу важен чекор. Кога имате парламентарци, еден вид на формална или неформална лоби група во јапонскиот парламент да ја поддржуваат оваа иницијатива. За наша среќа, основачите на оваа парламентарна лига, тоа се парламентарци кои што јас успеав да ги заинтересирам за Македонија, се едни од врвните политичари во јапонската политика денес. Во тој момент човекот, еден од коосновачите беше министер за економија, потоа стана министер за надворешни работи и денеска е вториот човек во партијата. Така да е многу важно да се има една таква група која што ги поддржува дипломатските односи и особено за мала земја како Македонија. Да. Фасинантно е тоа кое што и сега го кажавте, да речеме во кратки црти, тоа е еден процес кој навистина во кој што е вложено труд и исто така фасинантно е како сето тоа ви успеало да ги реализирате сите тие работи, а при тоа секаде да е вклучена Македонија. Вие иако долги години веќе не живеете во Македонија и уште пред да станете амбасадор, нели исто така, но сепак некако не го заборавате сето тоа и покрај вашите постигнувања лични, нели продолжувате да се направи на вистинска релација и за кога зборуваме и за нашата земја. Но велите случајно, иако веројатно ништо не е случајно во животот, па така и ова, во голем дел од вашите интервјуа за македонските медиуми и интернет портали искрено ја раскажувате приказната која што верувам дека е апсолутно интересна за читателите, па така и за нашите гледачи и затоа би можеле еден мал дел и во тоа да кажеме ако зборуваме за скроз вашите почетоци или да речеме она кое што вие велите било пишано во звездите, некако уште од детски години љубовта кон јапонската култура, јапонскиот филм, она кое што веројатно интуитивно сте го чувствували и некако понатаму продолжува животната патека. Ако човек си ја следи интуицијата, ќе го донесе на вистинското место. Знаете, во право сте, и тоа јас не го сваќав, додека еден ден веќе не бев во Јапонија
и се фатив себе си како зборувам јапонски, како ја познам јапонската култура можеби подобро од самите јапонци во некои делови. Јас тренирав карате како дете, 6 години, стигнав до кафеав појас и многу сакав каратето, но никогаш не мислев дека тоа е ексклузивно јапонска вештина, тоа е сепак една многу убава боречка вештина. Потоа пишував хајку поезија. Она што е интересно, нели, хајку поезијата во Македонија е многу распространета, имаме прекрасни хајку поети. На секаков начин, нели, се трудев да ја запознавам таа различна култура преку филмови. Например, го гледав филмот Рашомон кога имав само 5 години. И тоа беше фасцинантно и за јапонските медиуми, кога имав интервју на јапонска телевизија, секогаш тоа беше истекнувано. И јас тоа можам да кажам да ја пофалам еве Македонија, затоа што во нашето образование, во нашите медиуми, ние имаме таква една богата палета на култура, уметност, која што им даваме на децата можност да се запознаат со различни култури. Верувајте, не е секдека така во светот и она што јас исто сум член на Интернационалната хајку асоциација во Јапонија и кога одев на тие собери, мили дека јас сум амбасадор и така натака, секогаш ми дава можности да одржам говор. И јас ќе им кажам, во Македонија се пишува хајку поезија, тоа прекрасна хајку поезија. И на нив не им се верува, особено што таму веќе младите луѓе не се бават со хајкуто, тие стари, нели, некакви вештини не се толку популарни кај младата генерација. Сметам дека истото се случува кај нас. Нели, ние сме повеќе заинтересирани за она што е нешто од надвор, отколку она што е од дома. И сметам дека во делот на, да речеме, зачување на нашата култура би можело да се поработи уште повеќе на тоа, да не се изгуби, не знам, филигранството, да не се изгуби техниката, народните, така, народните носи, изработките, традициите, да мислам дека тоа е многу важен момент кој што треба да го негуваме. Да. Андријана, вие пред малку споделивте дека сте филмски режисер и научник и генерално покрај многуте улоги кои што ги имате и многуте професии на некој начин би рекла, она што е од фасцинантно значење да споменеме дека сте годинава национален, односно програмски директор на големиот и доста реномиран традиционален, односно интернационален филмски фестивал во Токио, кој што има богата и долгогодишна традиција. Годинава прва жена која што е ставена да биде програмски директор и тоа, нели, не жена од Јапонија, туку жена од Македонија. Верувам дека имате и големи залагања во поглед на филмот, филмската уметност, но и жените. Како вие како жена, како уметник генерално ги гледате овие работи поврзани со филмот и филмската уметност? Па така, значи, како се случи, нели, јас да бидам еден од програмските директори, обично таа ме прашуваат и во Токио. Сега заврши фестивалот многу успешно. Имав преку 30 интервју од Hollywood Reporter, Variety до сите јапонски медиуми. И сите првото прашање ми е, вика, вие знаете ли дека во 37 години од постојањето фестивалот вие сте единствениот не јапонец или не јапонка и единствената жена која што има ваква улога, голема улога во фестивалот. Тоа е големо достигнување. Некако природно, нели, се случи. Јас повеќе години го поддржувам фестивалот на различни начини во својата давна улога, сепак, нели, фактот што имам докторат по филмска уметност и познавање од материјата и бев во жири во 2021 година, во жирите на фестивалот. Меѓутоа, паралелно со тоа, јас сум член на Јапонската гилдија на филмски режисери и паралелно со тоа во мојата кариера јас сум еден вид на, како што самите знаете, жена лидер во мојата област и во тој регион. И 2022 година добив наградата
Women's International Network, за најинспиративна жена, 3 жени во светот се бира за таа награда. Една бевте вие. Една бев јас, да. Во тој момент јас бев директор за Северна Азија за економист групацијата. И сум на бордот на директор на Британската трговска комора во Јапонија, директор на комисијата за односи со јапонската влада на Британската трговска комора, исто бев советник на Картие, на борд на... Како се постигнува се, Андријана? Многу титули, да не заборавиме и улогата на мајка, бидејќи имате најважната улога, најважната улога улогата на мајка. 7-годишно момче, да. 7-годишно момче и тоа и претходно споменавме, ова се па да кажеме работа на повеќе полиња, посветеност огромна, многу титули, многу фокусирање, значи не треба тоа да има еден огромен баланс или едно успешно соочување и справување со сето тоа. Односно, вашата работа ви е задоволство, очигледно, па тоа и така си го чувствувате. Па токму и тоа почнав да кажувам, како сум станала програмски директор, поради сите тие некако функции, веќе знаете, стекнато искуство. Тоа е човек кој ќе помине низ, што викаат на нашите луѓе, сито и решето. Веќе стекнуваш искуство и можеш да ги правиш работите многу полесно, многу побрзо. Знаеш точно што треба да се направи, знаеш каков треба да биде пристапот и правиш помалку грешки, што е многу важно. И многу е важно да не ја трошиш толку својата емотивна енергија. Сега јас... Тоа се учи низ годините, претпоставувам. Тоа се учи низ годините. И, например, мојата тајна, јас, например, се давам 100% во се што го работам. Не гледам личен бенефит. Секогаш гледам, како викаат, нели... За општо добро. За општо добро. Да послужиш на некого, да помогнеш на некого, да направиш нешто добро, да го смениш светот на некаков начин со нешто кој што нели денеска можам ова да го направам, утре можам тоа да го направам, кога не се водиш по личниот интерес само и тоа те храни на некаков друг начин, бидејќи луѓето тоа го препознаваат. Знаете, кога правите нешто само од свој интерес, тоа очигледно и тоа е очигледно и некако. Но веројатно и поддршката од семејството, најблиските, бидејќи сепак сте вие странци во таа земја. На некој начин, верувам дека имате пријатели, но семејството во главном вие тука, многу сте далеку од дома и може би е малку за нијанса потешко или попредизвикувачки да се живе и да се успее. Јас, како што рековте, јас сум веќе 20 години во Јапонија, меѓутоа, самата јас не се чувствувам така. Јас како да живеем во паралелен универзум, исто така и во Македонија. Бидејќи ги следам македонските медиуми, рече сум на секојдневна врска со мојата мајка и татко, ве ги поздравувам ако ме гледаат. Моите роднини пријатели, мојата сестра живее во Америка, со неја исто често контактирам, така да тоа многу ми помага. Знаете, да се чувствувате сигурно во своје исполнето, спокојно, тоа е најважно. Јас сега шпилам да бидеме живи и здрави пред се, тоа е најважно, а успесите потоа сами ќе дојдат. Тоа значи, Андријана, дека ништо не ви недостига од Македонија кога сте во Јапонија? Не е така, многу работи ми недостига. Што најмногу? Па видите, најмногу ми недостига она нашата непосредност. Тоа најчесто странците го истакнуваат, односно странците го истакнуваат како момент кој што многу им се допаѓа. Да, и минатиот пат исто кога имавме онлайн разговор го споменавте. Непосредност, да можете да се јавите на телефон, да речеш еве доаѓам, дојди на кафе, ајдеме да прошетаме. Верувате, во Јапонија тоа го нема, луѓето се презафатени, мора си да се закажете месец однапред. И тоа некако, знаете, ви го затвара кругот на пријатели со кои што се движите. Значи, само со, може би, 2-3 ќе имате таков комфорт. Меѓутоа, јас имам среќа што имам прекрасен сопруг, и се разбира моето синче, Еразмо, со кој што патуваме многу, имаме многу активности, се дружиме, имаме исто така голем круг на пријатели.
Така да мислам дека еден исполнет живот. Да, вашиот супруг е американец, како што споменавте, значи тој го зборува јапонскиот јазик течно, како што велите, и успешно функционира во таа средина, како и вие. И во Јапонија има 24 часа деноноќие и кај нас, и времето е тоа, да речеме, кој што секој на различен начин го организира, но веројатно организацијата е клучна, особено за таква динамика како што има во Токио или работен ден, да успеете да се прилагодите на тоа, а при тоа да успеете сите работни обврски, ако зборуваме за едно секојдневие, да ги реализирате, а при тоа да се посветите на вашето дете. Ние сме пример за нашите деца, родителите се секогаш пример, и верувам дека еден одличен пример сте и вие за вашиот син, но како меѓу другото и кога станува збор за тој родителски однос за кој што треба повторно време и труд, и е, да речеме, една од најубавите, но и најтешките улоги кои што човек има во животот, како ете на тоа се посветувате или гледате на сето тоа? Па за мене, видите, најважното нешто е моето дете. Поважно нема ништо друго во светот и јас се обидувам на секаков можен начин да бидам секогаш вклучена во сето тоа што он го прави. Гледам колку што е можно повеќе да работам од дома, значи имам одвоено посебни простори како мои канцелари во нашиот стан. Сум секогаш вклучена во неговите активности, се обидам да го однесам во школа, да го вратам. Значи, број еден е детето и мислам дека кога ги ставите приоритетите така, кога ги наредите приоритетите, тогаш многу полесно легнуваат работите. Но нема да бидам, да речеме, лицемерна, да кажам дека е лесно. Не е лесно, затоа што мислам дека сите жени, па се разберам, мајки и татковци, секогаш тие што работат сакаат уште малку повеќе време со своето дете. Да имам уште еден викенд, да можам да го однесам на пливање, ваму таму. Мислам дека тоа секогаш нашето чувство дека сакаме уште повеќе да подариме љубов на нашите деца, затоа што навистина на нив им требаме и најмногу ја заслужуваат. Така е. Андријана, за време на празниците се враќате во Јапонија или останувате во Македонија? Па, како што реков, јас сум тука само кратко во врска со посетата, која што помина многу убаво, нели, како што спомнав, се подпиша меморандум, имавме и концерт по повод 30 години дипломатски односи. Тоа беше многу убав џез концерт на кој што беа исполнети македонски номери. За жал после оваа посета и јас успеав за време на мојот престој тука да направам неколку посети низ Македонија, да посетам неколку интересни градови, луѓе, компании, да се запознавам со она што се случува во Македонија. Секогаш првите сум многу пријатно изненаден на енергијата на младите луѓе тука кои што се создаваат. Има многу квалитетни млади луѓе кои што работат, има потенцијал и секогаш го гледам потенцијалот кој би бил можниот потенцијал да соработуваме меѓусебно и нели да секогаш да направиме таа врска помеѓу Јапонија и Македонија уште посилна. Така е. Значи се враќате во Јапонија, само накусо пред крај, како е таму за време на овој празничен период? Претпоставувам исто така веќе накитено и се во знакот на празниците кои што ни се ближат. Да, таму се веќе многу накитено, пред можеби уште месец и пол, така нешто. Продавниците се полни со секакви подароци, божични подароци. Знаете, јапонците не се христијани, меѓутоа многу почитуваат и Божиќ и другите празници и се чувствува таа убава атмосфера. Осветлен е целиот град, има посебни настани каде што се осветлува, да речеме, и се го викат illumination, каде што се осветлуваат цели населби, па е интересно навечер да појдете на прошетка. Така да има многу интересни активности во тој дел. Да, би сакале да можеме и ние тоа така да го видиме и доживееме во живо, но вака можеме само да слушаме, се разбира, и да гледаме од она кое што ни е овозможено. Како и да е, вие можете да направите паралелата, поточно би било тоа многу голем збор ако зборуваме за паралела, но да кога ќе дојдете дома да се чувствувате нели како дома, бидејќи Македонија е вашиот дом, како и Јапонија каде што сте долго време, и веќе како за крај, како човек или личност успешна на сите
овие полиња и како што и споменавме и личност визионер и уште од мали нозе, ако зборуваме, што е она кое што се ваши следни планови, кои се вашите размислувања и во поглед на ова кое што ни се случува со рапидна брзина, односно напредокот на вештачката интелигенција, технологијата во однос на филмот кој што се разбери ваша љубов. Да. Во право сте, јас сум на некаков начин пионер и визионер во таа област. Во 2003-2004 година мојот магистарски труд беше во врска со дигиталната технологија, значи како што споменав, магистрирав на Академијата за филм во Софија. И во тоа време беше многу реткост, значи да се зборува за дигитална технологија. Моите професори, ментори рекоа, ова нема врска со филм. Нема никогаш да биде стандард, дигиталната технологија ќе биде применета само во телевизијата. Јас мислев поинаку, го напишав магистарскиот труд, успев да добијам стипендија за специализација во Јапонија. Таму го усовршив оваа тема и го напишав докторатот, постдипломски студии. И во моментов сум на некаков начин во Јапонија еден од луѓето кои што активно говори за вештачката интелигенција. Јас исто во 2009 година работев во јапонска компанија како шеф на одделение за вештачка интелигенција и мојата задача беше да ги правам роботите да бидат емотивни. Да доловам во нив емоционалната нишка. Бев избран помеѓу 140 луѓе кои што се јавиле на тоа работно место и го правев концептот како тоа беше робот кој што зборуваше јапонски, кинески и англиски истовремено. По 3 јазици симултано, кој што и денеска веруете го нема тоа на пазарот, затоа што секогаш конверзираат, зборуваат роботите помеѓу 2 јазика. И тоа моје познавање, јас дури научив програмски јазик, кодирање за вештачка интелигенција. Тоа е моје познавање на дигитална технологија, вештачка интелигенција. Денес, оваа година, споменавте Токио интернационалниот фестивал, меѓутоа паралелно со Токио интернационалниот фестивал има еден друг настан што се вика Tokyo International Film Market. Тоа е најголемиот филмски сајм, каде што доаѓаат најголемите продуценти од Азија и од светот. Дури и Македонија има учествувано пред неколку години на тој сајм, значи нашата агенција за филм. На тој најголем филмски маркет јас бев извршен продуцент на тој настан и организирав нивниот најголемиот настан за вештачка интелигенција. Темата гласеше вештачката интелигенција и иднината на филмот, кој што беше спонзориран од Јапонското министерство за економија. И јас поканив гости од Северна Кореја и од Сингапур, и се разбира од Јапонија. Главниот човек на Netflix и беше еден од спикерите на таа конференција. И многу интересни заклучоци се извадија тоа, сите светски медиуми што се во делот на филмот, како што спомнав Variety, Screen Daily, Hollywood Reporter, сите направија специјални објави во нивните весници да говорат која е важноста на оваа тема. И паралелно со тоа е интересно да се напомена дека јас сум исто еден од луѓето лидери кои што зборува во Јапонија за квантната технологија. Тоа е една од темите која што исто имам многу знаење и соработувам со една американска компанија која што потпиша договор со јапонската влада за истражување во делот на квантната технологија во следните 20 години. А договорот го пиша благодарение на мојата помош и стручност во оваа област како да се стигне до тоа. И кој ќе ги измешаме заедно квантната технологија и вештачка интелигенција, добиваме една многу интересна визија за еднината, која што се надам дека ќе разговараме во следната емисија, бидејќи е неисцрпен разговорот. Меѓутоа, сметам дека и Македонија со сите своји предизвици кои што предстојат, институционални, инфраструктурни, економски, социјални, така натака, не треба да заостане на патот кон дигитализацијата, вештачката интелигенција,
квантната технологија, сите тие други придобивки на човештвото кои што сметам дека можат многу да се унапредат по нашата земја, како што споменав претходно, има прекрасни млади луѓе кои што се многу паметни и веќе ги сваќаат овие модерни нови текови и технологии и можат да дадат свој придонес и да го видиме, се надевам, првиот македонскиот юникорн или мултибилионска компанија која што би котирала на светскиот пазар и би го ширала македонскиот бренд. Јас се надевам дека многу од младите денес како што има можност да ве просатат вас, ќе го следат и вашиот пример и ние ќе посакаме само да си ја следите интуицијата со оглед на тоа што далеку ве однела. Верувам дека навистина нема граници понекогаш за работите кои што сме спремни и мукни да ги направиме и создадеме да го променат светот. И како велите, секогаш колку и да има, нели, и секој од нас има предизвици, и колку и да е тешко и сметаме дека никој не го цени нашиот труд, секогаш да продолжиме напред заради тоа што на крај резултатите се очигледни, ке вас многу повеќе од очигледни, иако правите многу работи паралелно. Сето тоа многу успешно. Мило, ние што имавме можност вака да видиме со физичко присуство во утринска на Тилма и ќе ве фатиме буквално за збор дека следното ваше доаѓање тука ќе зборуваме за вештачката интелигенција и за квантната технологија. Ви благодарим од срце за гостувањето. Благодарам.